Добар ден и од мене на сите. Почитувани граѓани, со оглед на очекувањата за нов бран на вирусот на есен, одговорност и обврска кон државата и граѓаните е да бидеме 100% подготвени за успешно справување со истиот. Во ваква ситуација, ние, за жал, неколку месеци сме без активен парламент, со што сме оставени без клучниот демократски механизам. Истовремено, имаме влада со ограничен мандат за организирање избори, која може пошироко да действува само заради вонредната состојба. Тоа не е добро ни за државата, ни за граѓаните, не е добро ни за борбата против коронавирусот. Токму затоа, потребни ни се легитимни институции кои ќе работат со полн капацитет. Токму затоа, потребни се избори согласно законите, односно 22 дена по завршување на вонредната состојба или прецизно избори на 5 јули. Секое барање за нивно пролонгирање само ќе ја продлабочи кризата и неизвестноста. Едноставно, избори по 5 јули не се правно возможни и не се праведни кон граѓаните. Убедени сме дека нашиот здравствен систем има план за сите можни сценарија. План за борба против коронавирусот и убедени сме дека најлошото го минавме. И затоа изборите треба да се одржат на 5 јули. Не смееме, ниту од правен, ниту од демократски аспект, да ја оставиме владата бесконечно да биде и законодавна и извршна власт. Нам ни е потребен функционален парламент и нова влада со политички легитимитет. Тоа е важно за нашето здравје, за нашата економија, но важно е и за демократијата и институциите. Затоа, барањата за одложување на изборите за наесен се опасни и по нашето здравје, и по нашата економија, но и по политичкиот систем. Изборите се целосно безбедни за здравјето на граѓаните и истите ќе се одржат согласно протоколите за заштита од коронавирусот. За да имаме безбедни избори, но и безбедно секојдневие, важно е секој од нас строго да ги прочитува пропишаните мерки за носење заштитна опрема, држење дистанца и неорганизирање масовни собери. Важно е институциите да бидат поажурни и навремено да реагираат и да санкционираат секакво прекршување на мерките и задолженијата. Секој што не почитува мерки и ги прекршува, мора да се соочи со санкции. Сите, и институциите, и граѓаните, имаме обврска најсериозно и најодговорно да ги почитуваме мерките и да направиме сите да ги почитуваат тие мерки. Само на тој начин ќе го заштитиме нашето здравје и ќе ја спречиме епидемијата. Само на тој начин ќе имаме безбедно секојдневие и безбеден изборен процес. Здравјето и живеачката на луѓето се најважни и само со целосно функционални институции, со завршени избори зад нас, ќе можеме да ги реализираме мерките и политиките за рестарт на нашата економија. Избори треба да има на 5 јули, за да се обезбеди здравјето, за да зајакне економијата, институциите да функционираат безпреконо. Благодарам.